Обвинетите по приватната тужба на Виктор Цветковски за неовластено снимање и објавување снимки, Зоран Заев, правно лице СДСМ представувано од Дамјан Манчевски и Мартин Костовски, председател на општинска организација на СДСМ Куманово, иако уредно поканети не се појавија на денешното рочиште во Кумановскиот суд, кога исказ требаше да даде председателот на општинската организација на СДСМ Костовски. На рочиштето требаше да бидат дадени и завршните зборови, но не беше присутен ниту адвокатот на одбраната Мирослав Вујќ, кој преку овластен полномошник Оливер Ристовски побара повлекување на предлогот за испитување на Мартин Костовски поради немање дополнителни докази. Ова според тужителот Цветковски представува уште еден обид обвинетите да ги искористат сите правни лекови и да го пролонгираат завршниот збор, по кој ќе се одлучи дали ќе се донесе обвинителна или ослободителна пресуда. Очигледно е дека секоја можност за добивање на време се користи. На денешното рочиште видовме дека повторно обвинетите нема храброст да се соочат, посебно што беа закажани завршните зборови, не присуствува. Слушнавме дека еден од обвинетите одбраната го повлекува, Мартин Костовски, да даде свој исказ. Тоа оди во прилог на она што и минатиот пат го кажав, дека јасно е дека од нивните изјави произлезе минатиот пат признанието на делото. Тужителот Цветковски, кој тужи за објавени разговори кои ги водел со поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска, нагласи дека денешното избегнување на рочиштето е уште една потврда дека изјавите дадени на претходните соочувања од страна на обвинетите биле доволен доказ дека СДСМ е виновен. На главното рочиште, одржано пред 3 седмици, Заев рече дека иако одредени разговори биле со делумна приватна природа и интима, било одлучено да се објават поради индициите за незаконски дејствија поврзани со изборниот процес. Веројатно ценат дека сега третиот обвинет може само да допринесе плюс во делот на отежителните околности во делот на извршување на кривичното дело кое го сторија. Така да во петок се закажа за во 10 часот. Подготвени сме јас и моите колеги да го дадеме завршниот збор во делот на кривичниот прогон кој што го имаме спротив Социјалдемократскиот сојуз и првите луѓе на Социјалдемократскиот сојуз, кои што сметаме дека основано се осомничени за кривичното дело неовластено снимање и објавување на разговори. Цветковски, генерален секретар на ГРУМ и поранешен функционер на СДСМ, ги тужи Заев, Костовски и правното лице СДСМ за објавување разговори меѓу него и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, водени во 2013 година меѓу двата круга од локалните избори. Рочиштето за завршни зборови е закажано за петок, 17 февруари, во Кумановскиот суд во 10 часот.